Во рамки на проектот Музеј за сите, музеј за понесување и со негова крајна реализација, кој се организира во партнерство на Националната установа Завод и музејот Битола и Роднокрајниот музејот Књажевац, музеите ќе бидат подостапни за сите граѓани, а со најголемо внимание посветено на маргинализираните групи во општеството. Со организираната обука за изработка на тактилни мапи, вработени во музејот во Битола ќе можат истите да ги изработуваат и да го доближат музејот до сите. Добивме и една многу сериозна машина, тоа е фузер, со која што ќе правиме тактилни мапи. Значи, нашата колешка од Сараево ќе обучи 8 лица кои што ќе работат на тактилните мапи. Татјана Милена Милошевиќ-Мицич ги презентира предметите, бидејќи ние ги разменивме експонатите од музејот, Роднокрајниот музеј во Књажевац и Завод и музеј Битола. Низ различните одржани консултации и соработки помеѓу музеите во Битола и Књажевац се дојде до констатации дека од суштинско значење е да им се овозможи и на маргинализираните групи пристап до културните институции. Оно што е веома важно е да сме комуницирали. Она што е доста значајно е дека комунициравме и со сите целни групи без разлика на проблемите и ситуацијата во нашето општество, со сите здруженија на лица со инвалидитет и да ги слушнеме нивните вистински потреби, а не ние да ги наметнуваме решенијата и она што ние го мислиме. Она што е од суштинско значење е дека имаме комуникација и со децата, училиштата и стручните служби и дека пошироката јавност тоа го препознава. Заводот и музејот Битола денеска потпиша и меморандуми за соработка со неколку граѓански организации за понатамошно продлабочување на постојната соработка. Во Битола од проектот отворивме ресурсен центар за деца со оштетен вид во основното училиште Трифун Пановски. Ја користам приликата до сите граѓани на Битола да упатам апел кои што имаат слабовидни и слепи деца да ги запишат во школото, каде што специјализирани, едукатори, специјални едукатори работат со децата секој ден на дополнителна настава. Она што беше најавувано во претходниот период, односно набавката на помагала за лицата со инвалидитет, сега е конечно завршена, истите ќе бидат инсталирани во музејот. Можно и да сме и првата установа во на тлото на Република Македонија, со поддршка на Министерството за култура. Значи ги набавивме сите средства, се што е можно да го возможиме пристапот на лицата со инвалидитет до нашата музејска збирка. Се овде сега што направивме, сите меморандуми кои што ги потпишуваме, ќе продолжиме и наредната година, како што беше и досега, и се надеваме дека повторно Министерството за култура ќе не поддржи. Со завршницата на овој проект, сите граѓани ќе можат да ги почувствуваат музејските поставки во Битола, со што дополнително музејот ќе биде поблизок и до најмладите.